Исплата на заостанати плати и придонеси кои не им биле исплатени од јуни 2012 година, решавање на проблемот со здравствено и пензиско осигурување, прогласување на работниците како технолошки вишок, се само некои од барањата на вработените во Прилепски 11 октомври Еврокомпозит, за кои, како што велат отаму, многу пати им биле давани ветувања, но статусот на овие вработени се уште не е решен. Најавија протест за идната недела пред владата, бидејќи, како што истакна, само таа може да им помогне. И ние секогаш ги опоменувавме дека ќе дојде се полоша и полоша ситуацијата во Еврокомпозит. И еве тоа се случи. Од вчера веќе снемавме ни струја за заостанат долг, не знам колкава огромна сума на пари, која што ја направија претходните директори, пред да биде овој директор, тие директори направија огромна сума пари, ние на сметка нема ја платено. И нашите работници во моментов се сите дома. Работа во моментов немаме никаква. И заради ова сме приморани ние од вторник да одиме пред влада и повторно да протестираме. Овој пат одиме Скопје стрикно за решавање на проблемот со Еврокомпозит. Тоа е да се реши проблемот со технолошки вишок, заостанатите плати и придонесите. Најболни се тие придонесите. На состанокот одржан на денеска 7.9 го донесе следното соопштение. Нашите стравувања што ги изнесовме на одржаната пресконференција на ден 3.9 во целост се остварија. Од денеска 7.9 во фабриката поради неплатени сметки и исклучена електричната енергија, немаме скоро никаква работа, немаме здравствено осигурување и крајно неизвестно и дали до 15 ќе земеме плата. Немаме информации дали воопшто нешто се работи околу технолошкиот вишок, околу продажбата на фирмата и неисплатените придонеси од 1.6.2012 до денеска, како што беше ветено, и неисплатените плати, негде околу 16, не знаеме и сами колку се. Заради се тоа, не ни преостанува ништо друго, освен нашето незадоволство, да го изразиме со протест пред владата на Република Македонија, со поставување на шатори и останување се додека не бидат исполнети нашите барања ветени од владата на Република Македонија. Од синдикатот на Еврокомпозит најавија дека ќе бараат средба со вице-премиерот за економски прашања, кој, како што велат, им ветил дека ќе се реши проблемот. Инаку 11 октомври Еврокомпозит е државно претпријатие во кое 260 вработени се уште немаат решен статус.